Добро вечер. Топ тема на ваша страна, тема за вечер. Печките на Фени не згаснаа, но заедно со програмата за реструктурирање остануваат многу неодговорени прашања. Кој, како и зошто сакаше да го згасне Фени? Кои се казахстанските олигарси со белгиски пасоши кои стојат зад поранешниот собственик на Фени, холандски Кунико? Како оваа казахстанска тројка, осомничена за перење пари, корупција, мито и даночни затајувања во европски земји, поминела низ филтерот на македонските власти и што при тоа правеле УЈП, финансовата полиција, управата за финансиско разузнавање, кога од Фени се извлекувале милиони од продаден, но ненаплатен фероникел. И дали секи се заврши само на кривичната пријава за последниот извршен директор Јусуф Михармедов, кој е во бегство по 2 покренати кривични пријави. Вечерва 2 истражувања и дебата со моите гости. Арафат Моереми, директор на финансовата полиција. Добро вечер и добре дојдовте. Сладжана Тасева, Transparency International. Добро вечер и добре дојдовте. И даночниот експерт Павле Гацов. Но за почеток и како вовед, колешката Виолета Зајкова Стојановска дојде до наодите на Управата за јавни приходи од инспекцијата извршена лани, при што беше откриено обид за даночно затајување, но во Фени, но и незаконски отпис на 51 милион долари. Еве ги аргументите, а потоа следува и дебата. Надворешната контрола на работењето на Фени од страна на инспекторите на Управата за јавни приходи, направена во ноември минатата година, покажала низа неправилности и незаконитости во начинот на пресметка на даноците. Не бил пресметан данок на добивка на исплатена дивиденда за 2015 година во висина од 274 милиони денари или 4,46 милиони евра. На оваа сума даночниците пресметали вкупна камата за ненавремено плаќање на данок од 935.000 евра. Дополнително, спротивно на законите, отпишани се и побарувања од 51 милион долари од продажба на фероникел на сестринска компанија во Дубај. Но како течела целата постапка? На 31 декември 2015 Фени евидентира траен отпис на побарувања од Кунико Маркетинг ФЗЕ Дубај во износ од 47,2 милиони евра, и тоа побарување од купувачи и обврски спрема добавувачи во странство. Отписот на долговното салдо, тврди УЈП, е извршено без основ и доказ. Книжењето на отписот во налогот е извршено без образложение и без прилог на документацијата, а врз основа на допис од управителот Јусуф Миракмедов и финансовиот директор Маниш Агарвал. УЈП констатира дека во однос на долговите кај Фени се појавуваат 2 милиони евра од кредит подигнат на 23 декември 2015 од Комерцијална банка во износ од 3,35 милиони долари и истиот ден парите ги префрла на фирмата Кунико Маркетинг во Дубај. Само 7 дена подоцна евидентиран е аванс за увоз на стока во износ од 2 милиони евра и сведување на побарувањата за аванси од Кунико Маркетинг Дубај на 0 денари. Од друга страна, Фени во книговодствената евиденција на 31 декември 2015 евидентира акумулирани, а неоданочени добивки од речиси 70 милиони евра. Во периодот од 2005 до 2015 Фени врши пренос на средствата од ревалоризационата резерва на сметката за акумулирана добивка во износ од 61,2 милиони евра. Според УЈП, ревалоризационите вишоци можат да бидат пренесени во акумулирана добивка кога средството ќе биде отпишано, повлечено од употреба или пак продадено. Кога Фени престанува со работа, неплатените побарувања од фирмата мајка Кунико Ресорсис од Холандија на 27.9.2017 изнесуваат 18,5 милиони евра. Контролата смета дека со отписот на побарувањата собственикот Кунико располага со акумулираната добивка како да е распределена, а со тоа избегнува плаќање на данок на добивка, односно дека со привидно правна работа се прикрива друга правна работа. Даночниот обврзник не врши распределба на добивката, туку само ја акумулира и не исплаќа дивиденда на која треба да плати данок на добивка од 10%, а истовремено не ги наплатува и побарувањата од купувачите од странство, Кунико Маркетинг ФЗЕ Дубај и од доминантниот собственик Кунико Ресорсис Холандија, туку врши траен отпис на побарувањата. За начинот на кој што е направен отпис на 51,5 милиони долари минатата недела говореше и вице-премиерот Кочо Андјушев. На обвинувањата на опозицијата дека Фени не работи, тој рече дека од 1 март комбинатот работи со полна паре, сите работници се на своите работни места и нема заостанати плати. Еве има едно ливче тука во кое што во март 2016 година се отпишани 51 милион евра. Со еден ред
Извинете, вака, со еден ред, Управата за јавни приходи не нашла за сходно да влезе и ова да го провери. А при тоа, кога завршија изборите во декември 2016 година, истиот Фени се обраќа до Управата за јавни приходи да ги праша дали ова бришење на 51 милион евра е оправдано. Господинот Дерковски, кој што во тој момент е директор на Управата за големи корисници, кажува одговор округло па на ќоше, во кој што не знаеме дали е оправдано или дали не е оправдано. Значи, господа, Фени 2 години не поднесува завршна сметка во времето на таа влада. Фени 2 години никој не го праша зошто не поднесува завршна сметка. Фени некој го однесе во стечај. Дерковски денеска во телефонски разговор за Телма не сакаше да говори за случајот. Рече дека веќе 1 година не работи во УЈП и не може да се сети ниту што барал комбинатот Фени од УЈП, ниту што тој како управител на дирекцијата за големи даночни обврзници им одговорил. Што е специфично? Отписот на долговите според документите што ги поседува топ тема на ваша страна е направен во октомври 2016 и тоа само врз основа на електронска порака од страна на извесен Лалит Јалан со уште еден пропратен документ подпишан од двајца директори Мани Шагарвал и Јусуф Миракмедов. Но Фени Индустри дури на 7 декември 2016 бара одговор од УЈП дали покрај додавањето во даночен биланс како непризнаен трошок за даночни цели, бидејќи извршено траен отпис на побарувањата, Фени ќе биде изложен на други даночни давачки. И дали со даденото книжно одобрение за намалување на побарувањата постојат даночни импликации. Од УЈП постојат 2 документи, еден подпишан од раководителот на сектор Мухедин Авдич и еден од управникот Оливер Дерковски. Едниот тврди дека финансиското одобрување не е од даночив расход, а другиот вели дека е. Инаку контролата на УЈП ги потврдува сомневањата кои уште во ноември ги искажа финансовата полиција дека продажбата на Фени се вршела преку Дубај, а купувачи биле меѓународни компании. Тогаш беше посочено дека во 2016 директорот Миракмедов своеволно правел отписи на побарувањата на компании кои го купиле, а не го платиле фероникелот, а за работењето Нова Логистик и Ролис предмет отвори јавното обвинителство за гонење организиран криминал. Неговите адвокати тврдат дека тој не побегнал од земјата, туку ја напуштил од здравствени причини, дека завршните сметки се поднесени во законски утврдените рокови и дека кривичните пријави против Миракмедов се веќе повлечени. Фени отиде во стечај на 29 ноември 2017, а 3 месеци подоцна почна со производствениот процес. Во моментов со комбинатот стопанисува швајцарската компанија Джисол. Според стечајниот управник Мирослав Анастасиевски, во стечајната постапка беа пријавени побарувања на 249 доверители, а оспорени биле 56 од нив. Вкупниот признаен долг изнесува 67,5 милиони евра, од кои со 40 милиони евра се обештетени банките доверители. Нова димензија случајот Фени доби откако Кунико Ресорсес, 2 дена откако Фени почна со производство покрена тужба против Македонија пред арбитражниот суд во Вашингтон. Пред независниот трибунал на Меѓународниот центар за решавање на инвестициски спорови на Светска банка, нашата земја ќе ја брани компанијата White & Case. Владата уверува дека постапката нема да влијае на собственичката структура во Фени. Ете, тоа беше истражувањето на Виолета Зајкова околу тоа што се случувало и како се случувало во Фени. Многу стручни изрази и квалификации кои што ќе се обидеме да ги објасниме и приближиме до пошироката публика вечерва. Но еве за почеток, господине Муареми, кога имате нагостин прв финансиски полицаец, првото прашање веројатно е кај се парите. Но бидејќи се отворија секогаш е тоа. Бидејќи се отворија многу други прашања, ќе го оставиме ова прашање кај се парите и ќе дојдете ли до парите за подоцна. За почеток, ќе заврши ли се во истрагата само на кривичните за последниот извршен директор Миракмедов, бидејќи слушнавме и поинакви ставови од неговата одбрана? Така, значи, како веќе сте информирани, се запознаени дека Управата за финансиска полиција поднесе 2 кривични пријави за одговорните лица во раководењето на Фени. Тоа едното е оштетување на доверител, односно при извршена злоупотреба на службена положба и овластување од страна на генералниот директор. Се оштетени доверителите, односно тие се банките. А втората кривична пријава е злоупотреба на службена положба и овластување на првиот човек на Фени, тогашниот прв човек на Фени, за незаконски отпис на побарување од странство. Значи, тие се 2 кривични пријави поднесени
до јавното обвинителство Велес. Втората кривична пријава која што е по тежина, значи поголема, тоа е за отпис на побарувањата. Тука оние направиле отпис на побарување од странство во износ од 51 милион долари, над 51 милион долари. Меѓутоа, не е тука логиката. Логиката е во тоа што во тој отпис кој што многу е краток, нели, одлуката за отпис на побарување, тука оние не кажуваат дека се отпишани одредени побарувања, тука тие кажуваат дека е отпишано салдо од минати години. Значи, во ниту еден закон не кажува дека застарени салда треба да се отпишат. Во секоја одлука која што треба да се донесе од страна на одговорните лица, треба да се истакнат кои фактури и кога е застареност на тие фактури. Значи, тука имаме една генерална одлука тие, со една реченица во која што се вели дека според законот периодот за наплата на побарувањата од 3 години е истечен. Вака се. И дека тоа е основа тоа, за... значи, верувам дека тие сакаат да се повика на законот на данок на добивка, кој што таму стрикно е наведено дека откако ќе поминат 3 даночни години, може да се отпише одредено побарување. Меѓутоа, пред да се донесе таква голема одлука од страна на правните субјекти, без разлика дали е акционерско друштво или друг правен субјект, тие треба да ги искористат сите законски механизми. А тоа е да се проба да се наплати тоа побарување. Да се проба да се пребие тоа побарување, доколку има и должничка и доверителни односи. Да се проба врз база на тие сите механизми кои што му се на располагање, опомена пред тужба, да се помина сите тие основи, па после да се дојде до таа одлука која што треба, нели, да се отпише тоа побарување. Меѓутоа, тука немаме ние, значи, класично отпис на побарување. Тука, според нашите истражувања, тие направиле прелевање на капиталот од ФЕНИ на другата фирма која што се капитално поврзана. Значи, Кунико Маркетинг Дубај. Сега тука почнуваме со специфичната шема и од вас, господине Гацов. Има ли некое поедноставено, симплифицирано објаснување од овој сложен речник, вокабулар во извештаите на Управата за јавни приходи, кој ќе ги објасни? Имаме два случаи. Првиот е одбегнување на плаќање на данок и вториот е овој голем отпис на долгови од скупна сума од 51 милион 505 хиљади, еве да бидам прецизен, 526 долари. Јас ќе се обидам за гледачите да го поедноставам, за да биде поблиско разбрано, бидејќи се работи за сложена проблематика, даноците и сметковото и стандардите се сложени за разбирање. Отпишаното побарување е трошок на работењето. Ако е трошок на работењето, компанијата многу е веројатно, јас не ги знам резултатите, да покажала загуба. Ако покажала загуба само заради таквиот отпис, таквата загуба може да ја ставиме во категоријата фингирана. Значи, тоа е работа на дополнителна проверка. Меѓутоа, забележав од прилогот дека сопственикот во периодов анализиран, односно проверен, претпоставам при овие записници, не направил ниту една исплата на дивиденда. Значи, имал акумулирани добивки некаде околу 70 беше споменато милиона евра или долари, не знам во кој контекст беше кажувано. И директорот спомна една можност побарувањето да се затвори со на некој начин со компензација, ево само да кажеме. Оваа форма на исплата од која што де факто правите продажба без да вршите наплата, можеме да ја ставиме во категоријата компензација со неисплатената дивиденда која што била акумулирана во подлог временски период. Даночниот третман на ваков скриен начин исплата на дивиденда е веќе комплициран. Има две нивоа на доночување. Може да зборуваме во продолжение за тоа. Значи, едниот е данокот на добивка, вториот е, не знам дали беше споменато, задржаниот данок. Withholding tax. Ние со Холандија или не знам со кои земји беа споменувани, имаме подпишано договори за одбегнување на двојно доночување и тука врз основа на определена алатка има механизам тој даночен товар од 10 да се намали известно согласно договорите за одбегнување на двојно доночување. Меѓутоа,
забележлива е намерата, фактички за една обична трансакција да се одбегне данокот на добивка и задржаниот данок. Во овој контекст државата е оштетена. Приватните доверители, банките, претпоставам по приватни мотиви, до крај ќе терат работата. Меѓутоа државата не треба да ги испушти овие ставки. 5 милиона евра данок на добивка неплатен и незнаен износ, не го слушнав, барем во прилогот, може беше споменат, на неплатен задржан данок. Така да, претпоставката моја дека овде значително погоре од 5 милиони евра. Тука е интересот на државата и треба сериозно да се продолжи да се истражува овој контекст за да се бара наплата на неплатениот данок. Шемата е, уште едно дополнително објаснување, значи Фени Индустри го продава фероникелот на Кунико Маркетинг Дубај, но во исто време и од таму увезува полуфабрикати кои што ги облагородува тука во Кавадарци и повторно ги продава на светскиот пазар преку истата фирма во Дубај. Тоа е ексклузивен договор. И со години не може да си ги наплати своите побарувања. При тоа, компанијата во тие барања кои што ги има доставено до УЈП, дали е ова согласно законите, односно дали подложи на некакви даночни одборски, како тие го отпишале тој долг според нив, компанијата признава дека е хоризонтално поврзан, меѓу себе се хоризонтално поврзан. Каде е сега тука одговорноста? Тука е во игра, сега уште една категорија, веќе го проширив това враќање, не беше споменато, барем во овој почетен разговор, се работи за трансферни цени. Ова уште една можност, ако во контекстот фактурирање кон Дубај, повторно враќање за доработка, па пак извезување, можна е предпоставка дека намерно се игра со трансферните цени за уште на еден начин да се прелее финансиски ефект на странските собственици. Во низ бројки јас не го воочив, односно не ги знам бројките во кој контекст се споменувани, меѓутоа трансферните цени што значат? Ако на поврзаното лице продаваме за 100, а на секое трето неповрзано лице за 300, значи пазарните цени се 300, а трансферните се 100. Разликата од 200 е оданочива. И тоа треба исто така да се земе во предвид при продолжување на овие анализи, односно истраги во даночниот контекст. Така, значи вака. На кратко само за појаснување, значи како функционирало, односно функционирањето на околу работењето на Фени и Кунико Ресурси. Значи Кунико Ресурси е мајка фирма од овие другите што се основени од после. Под неја паѓаат и Фени, АД Кавадарци и Кунико Маркетинг Дубај. Меѓутоа, оние значи се договориле дека целата продажба на производот од Фени, фероникелот, да се иде преку Кунико Маркетинг Дубај. Од друга страна, исто така, набавката на репроматеријалот, рудата, да иде исто така преку Кунико Маркетинг Дубај. Сега, прашањето е дали имало можност да се пребива, односно компензација да се направи. Да. Бидејќи секогаш кога стигнале фактури од Кунико Маркетинг Дубај за да се изврши плаќањето на таа руда, овие ги плаќале тие фактури, ги подмирувале тие фактури. Значи, во ова одлука за отпис на побарување, кога ако се истражува подетално внатре, значи побарувањето што го има од Кунико Маркетинг е негде над 49 милиони долари. Другото е што е дадено аванс од страна на Фени, АД Кавадарци, на Кунико Маркетинг за идно купување на руда. Да, и доаѓаме во ситуација во која што они констатираат дека Дубај не може да ги плати ниту рудата која што ја земал од Фени, очигледно ја продал, ниту да го врати авансот. И вика, значи финансиски јазик, ако зборуваме така, на народен јазик, малце покомплицирано. Затоа што ние кажуваме дека иако имале можност тие да ги вратат назад парите, тие се над 3 или 4 милиони долари, да ги вратат назад. Еве, не испорачале тие руда, Кунико Маркетинг Дубај, да ги вратат назад во Фени парите. Тие викале, чекај, не ни требат ни тие пари, ќе ти ги опростим. Значи, ќе ги отпишеме и тие побарувања. Значи, и тие влегуваат во таа одлука
за отпис на побарување. Сето тоа личи на скриена исплатена добивка. Така, значи во финале. Негде. Јас не викам дека тоа е некој голем износ за таква компанија. Меѓутоа каде можеби ќе придонесеше на пример струјата да не се стопира или нешто барем вработените работниците да се исплати со тие пари. Меѓутоа вие да извезувате фероникел во висина 49 милиони и тоа да го правите за милион, за 2-3 па да стигнете до 49 и да на крајот да сватите дека не можете да си го наплатите, тогаш нешто се случува. Тасева. Не дека само тоа не може да се наплати, него и другите што требале да ги вратат назад парите. Еве се стопирала со производство на фероникел. Барем нивните пари да ги вратат. Освен тоа побарување што ги што реално е извршено, значи продажба на фероникел. Барем да ги вратат тие, да се трудат да ги вратат назад тоа аванс што е дадено за една порачка на авансот е инаку кредит од Стопанска банка кој што од одредена банка се извинува. Во Македонија кој што се зема следниот ден завршува на контото на Дубај како аванс во име на рудата. Тасева, на што укажува се тоа? На какви се шеми? Добро кажа колегата дека тука очигледно станува збор за извлекување на пари од компанијата за намерно ослабување или извлекување на сите можни профити или средства кои што треба да останат за да може компанијата да работи со користење на поврзани фирми. И верувам дека анализите ќе покажат дека ова е само една од таквите ситуации. Има и други сознанија за други поврзани фирми кои што постојат, дали во сферата на транспортот или во другите сфери кои што се поврзани со работењето на ФЕНИ, преку кои што исто така се извлекувани средства и преку кои се доведувала компанијата во една ваква ситуација. Она што денеска треба да си го поставиме како прашање е зошто за овие работи сега разговараме. Затоа што почнувајќи или анализите што ги правиме сега за работењето на банкарскиот сектор, нас не доведоа и до случајот ФЕНИ. Од таа страна ние почнавме да гледаме на случајот ФЕНИ. Што се случува во ова, кои се најголемите доверители, која е состојбата со подмирувањето или намирувањето на тие големи доверители и влегувајќи од таа страна за да видиме што се случува во ФЕНИ, ние гледаме и тоа што се случува денеска и настојуваме да сознаеме кои се тие состојби, што е она што денеска се случува и како резултат на што е ова што се случува. Најдуваме дури на податоци, на информации кои што ни викаат дека треба да внимаваме и на луѓето кои што денеска сакаат да го купат ФЕНИ, затоа што во некое претходно работење на истата компанија и тие се јавуваат со одредена улога на еве вакви слични трансакции. Да, ќе го разговараме и тоа прашање како посебен аспект. Немојте само да ја насочуваме дебатата на една страна. Не, затоа што ова е многу комплексна ситуација. Да ги разграничиме сегмент по сегмент, особено што во оваа ситуација ние имаме документ. Тоа се тие две писма, еве да не навлегуваме во нивната содржина, многу е комплицирано кој како одговара. Ние имаме писма од иако се симптоматични датумите. Значи ФЕНИ си прави отпис на тој долг на одреден датум. Тоа е и тоа со важност од претходната година. А дури потоа тоа го прави на 16 октомври, а дури на 13 декември во УЈП е стасано писмото во кое што бараат, ги известуваат и велат ние го направивме ова, дали сега треба да платиме некој данок. Сега ова писмо, господине Гацов, не е никаков аларм за ниту една институција. Бидејќи, да не заборавиме, не се работи за гранапче, на кое што може да му простите дека отпишало некој долг, направило некоја компензација, туку се работи за капацитет кој ви е столб на GDP-то на држава. Индицирано е ова писмо. Значи, не случајно се прашува. Се прашува точно во оној контекст. Тие очекуваат одговор, отпишуваме побарување, употребивте збор долг, значи побарување отпишува. Ја знаат даночната реперкусија. Алфа и омега е кај данокот на добивка.
дека тоа е од даночив расход. И тие би платиле данок на добивка доколку трошокот ја надмине евентуалната загуба. Не одам во детали за да не се изгубиме пред гледачите. Прашуваат заради овој вториот данок. Не се сигурни дали државата ќе го препознае, ќе ја препознае скриената правна работа. Тука има скриена правна работа. Што е тоа скриена правна работа? Еве на неколку Кога места, со една на правна неколку места работа, се спомнува, еви во овие извештаи го спомена и Еве колешката, кратко, но еве кога за со една граѓаните. правна работа, насловувајќи ја намерно некако, сакате да покриете некоја друга што за вас има потешки финансиски импликации. И да ја дадете легитимитет на таа Така е. другата. И сега тоа е тие таа прашуваат, знаете, дали ние се ова ќе го даночиме? До последниот човек во управата ќе каже да. Ама, ќе Ама- остане? Ама малкумина, многу малку, некој можеби од политички мотиви, а некој од незнаење, ќе продолжи, значи тие што знаат, ќе продолжат да внимавајте, ова ви представува искриена исплата на профит, каде што има уште една даночна обсервација, скалило, нов данок. Тоа го прашуваат и затоа тој што го читал ова треба да индицира момент, чекајте, дајте да размислиме, дајте конзорциум за оваа работа и да прозборуваме. Многу лесно им одговорено дека не треба да платат. Кај го во чиј одговор го Па сега- препознавате тоа бидејќи има два. Сега беше кажано. Ама имаме и останување на она што фактички е отпишано, останува легализирано, му да се дава легитимитет. Значи, Со јас тоа- зборувам само за даночните аспекти. со тоа Чинот на што се вика, отпишување ова другото веќе во треба да финанска се смисла е неопростива работа. Да продавате, Значи, да не ние наплатувате. едноставно тука гледаме нанесување очигледна на шема на акционери, извлекување на така е. пари, за кои што ние преку едно вакво писмо, кое што нели не се чита до крај, се остава да му се даде на тоа легитимитет. Точно. Затоа А тоа прашав има каде своја била позадина. државата и кои се други институции, бидејќи со тоа барање упатено во декември, тие практично на управата за јавни приходи, сакајќи или не, како што велите вие, да пријават едно да скријат поголема добивка Друго. или било што, тие и даваат документ во раце. Ние немаме никаква реакција. На ваквото прашање сега не ја забележав, заслушнав во прилог дека спротивставени одговори. Не забележав дали иницијално бил даден одговор дека 2 данока треба. Океј, тоа може дополнително да се провери. Пошто оно Не што мора, веќе лоциравме дека тука има ситуација, Така, има значи, проблем. да, само за појаснување, бидејќи поднесената пријава од наша страна, од Управа за финанска полиција, не е дека има даночно затајување, тука има прелевање на капитал. Така. Да, нашата Значи, нашата они кривична сакаат да пријава ни е ја за свртат тоа. главата, да гледаме наваму, Јас а не ова знам да не го видиме. Затоа што доколку гледате од Ако овој бев аспект, денес директор на управата за јавни приходи, мене тоа не ме засегаше. Вие капиталот велите прелевање. Така. Дозволете само да. Да. Јас ќе речам, чекате, а мојот данок не го платил даночниот обврзник. Вие ќе ги гоните по прелевање на капиталот. Али за даночни цели ова мора да продолжи понатаму. Јас само тој аспект го осветлувам за да Така, Јас не, ве не, прашувам порете. бидејќи се отсуствува се. Значи, Отсуствува. наместо вие како УЈП кога ќе го добиете ова, да ги алармирате сите други институции кои Да, што да се известат. кои што се поврзани во тој ланец и кои што може да ја склопат приказната, тука отсуствува се. Овој одговор вели таков е каков што е. Едни го толкуваате дека е одобрување, други велат дека е премолчано одобрување, ќе се докажуваат они на суд, но она што е најбитно на крајот од овој документ вика оваа мислење необврзувачко. Необврзувачко, нема правна така е. сила, бидејќи се Така е. знае кој ги толкува законите. Да, но Тоа се е кажа закон. хирургија, не знам дали постои закон, значи треба да се почитува законите. Така. А тие што дават мислење, нели, тоа не е обврзувачки, он е дека утре може да се користи на некоја одредена постапка. Тие си дават мислење врз база на тоа што оние барат. Горе, значи На основа на собствените знаења. така. Ние како финансиска полиција, ние во поднесувањето на таа кривична пријава, ние кажуваме дека целиот капитал, значи на вистина со умисла Е е тргната изле. од ФМИ. Зошто тогаш не е изреагирано, односно нели кога има можам да тврдам според тие, значи тој доказ што ние располагаме. Значи тие свесно и не поднеле и завршни сметки. Според тоа. Па Да има не се искаже, значи тие побарување што ги имат, бидејќи
ако се гледаат тие на завршна сметка. Сега тука имаме малку контрадикторни информации од она што го кажа вице-премиерот. Последните информации од Централен регистар се дека завршна сметка за 2015 година има, дека за 2016 година е повлечена на доработка и не е вратена, и за 2017 се уште немаме информација дали имаат завршна сметка. Значи точно тоа, за 2015 според нашите сознанија и доказен материјал, значи тие поднел е составена неревидирана завршна сметка. Неревидирана. Во која и истата е поднесена значи во текот на 2016 година до Централен регистар на Република Македонија. Тоа значи дека биланс на успех и биланс на состојба поднел. Тоа е факт. Истата е доставена и до УЈП. Меѓутоа, истиот после, пазете, значи, до кое што е поднесено за 2015 на 15.3.2016 година по електронски пат во истиот, значи на глава непризнаени расходи и даночни цели во точка 18 траен отпис на ненаплатени побарувања не е наведено отпишаното побарување. Тоа јас што го зборам цело време. Значи не е наведено, затоа што доколку би се наведел тоа, сигурно некој ќе изреагира. И ќе создаделе обврска за да платат данок. Да. Значи сигурно ќе изреагирале и верувам дека во тој степен немаше да стигнеме до ова ниво. А чекайте сега, како тогаш на поднесена завршна сметка, вие велите неревидирана овона, на нив во октомври им текнува да прават отпис на побарување од 51 милион со заклучен датум 31.12.2015. Да. Така е. Значи, тие за 2015 поднеле, не ревидирани. После таа што викате вие дека е ревидирана, таа по електронски пат се поднесува, меѓутоа до УЈП никош не е поднесе, само до Централен регистар. И тоа за 2015. За 2016 воопшто не е поднесена завршна сметка. Сега имаме едно... Сега стои како правен субјект, како неактивен. Сега имаме едно друго толкување дека до завршните сметки се поднесуваат до управата за јавни приходи, се извинувам, до Централниот регистар, а дека до управата за јавни приходи се поднесуваат само тие така наречени даночни биланси и затоа управата за јавни приходи велат може би и не реагирала, бидејќи не била известена од Централниот регистар околу проблемите со завршната сметка. Меѓутоа јас повторно ќе ве прашам, бидејќи ја познавате таа област. Дури и да е точно ова толкување, пак ќе кажам, не станува збор за гранапче, станува збор за носителот на GDP-то во државата, голем индустријски капацитет. Вие имате индиции дека нешто се случува, ставени на тацна и никој не реагира. Кој освен? Кој имал цел да почне да се уништува ФЕНИ или еве според овие докази, ако го индицираат тоа, да се извлекува тој капитал, како што вели Ташка? Од 2015 година има такви извештаи дека се извлекува капиталот од ФЕНИ и дека се ослабнува ФЕНИ. Меѓутоа, и тие се објавени не само кај нас, јас ги најдов и објавени во странски медиуми, и очигледно е дека некој со тоа се бавел со години и сето тоа се случувало пред очите на сите наши институции. Дури најдовме еден извештај кој што е KPMG, кој што го направиле, кој што констатираат дека во 2016 година во ФЕНИ недостасува руда. Кој ќе се занимава со таа работа? И денеска во ФЕНИ недостасува руда. Според и тоа во стечајна постапка во ФЕНИ недостасува руда. И тие се информации кои што се веќе познати и се јавни. И никој од институциите со тоа не се занимава. Значи, ние мораме да ги активираме и да укажеме дека овие работи не смеат да се случуваат без интервенција на институциите, затоа што веднаш се ставаат во функција нечии интереси. Јас, веројатно, единствено овде можам да зборувам за тоа дека интересите на поединци, на групи, на политика се ставаат пред интересите на државата за она што викате вие носителот на GDP-то во државата, што се случува со него, каков е сега стечајот таму
и како се води таа стечајна постапка и што ќе добиеме ние после завршувањето на таа стечајна постапка. Истите проблеми како оние за кои што сега зборуваме, дури и во поизразена форма ги имаме сега во моментот таму. И сето тоа се случува под превезот на тајноста, прво и основно. Стечајната постапка е судска постапка, а таму имаме една целосна нетранспарентност. Ништо не се знае што се случува во таа стечајна постапка, а слушаме затоа што луѓето ни кажуваат. Директните учесници во таа работа ни кажуваат што се случува и на кој начин се водат овие процеси. И сега не останува ништо друго освен ние да подготвуваме извештај кој што ќе сакаме да го објавиме јавно, за да утре ги повикаме институциите да реагираат. И за жал тоа не е сменето со години. Ние зборуваме за проблемите со фени пред 2, 3, 5 години, а еве јас велам дека тоа се случува и денеска. Ние не смееме да дозволиме веќе политиката и интересите да стануваат предоминантни кога станува збор за интересите на државата. Господине Гацов, кој се требало да биде вклучен, алармиран во таа хиерархија на државни институции или сиот сет на државни институции кои по логика на законот се поврзани на меѓусебна соработа? Прво ова да го објасниме. Формално бевте во право дека годишните сметки се доставуваат само до централниот, а деночниот биланс до управата, меѓутоа тие се електронски поврзани. Управата многу брзо по доставувањето во централниот има увид во електронска форма во годишните сметки. Отпишаното побарување и позиција во билансот на успех трошковна и ненормално отскокнува такво нешто. Значи треба софтверот, дури не треба вие да го погледнете тоа, да ви даде сигнал службенику провери ова не, да, се случува нешто. Линкувано веднаш во позицијата кај што спомна директорот дека не го вратиле, не го искажале во деночниот биланс, ќе било почетен аларм што требало да го даде управата за јавни приходи. Да ја покани финансиската полиција, ако не ги испрати првично и своите инспектори, ако нема можност и така, ако треба некаква форма на присила, финансиската полиција, па понатаму јавното власт, и така натаму да се развие целата приказна. Овде за тај или иницијално од управата, па нагоре органите, макар да овие што ги нареди впоред, не дошле до информација за да реагира. Кога беше вклучена аларма дека нешто се случува? Значи, алармот беше вклучено по допрен глас, односно по објавата на медиумите, луѓето, нели, вработените кои што веќе беа на протест излезени на блокада и на патишта и видовме дека нешто се случува во самата фирма. Во непосредно тоа истото се случува откако јас го добив мандатот, односно така беа некои 10 дена откако го добив јас мандатот и одма на медиуми тоа се објавуваше, колегите дојда и кажа дека видите нешто се случува тука, одма свикав, значи раководните од секторите, кои се раководните лица на финанска полиција, свикав и дадов наредба тоа одма да се оди таму и да се види што се случува во самиот правен субјект. Откако беа влезени внатре, значи се утврдија тие кои што, нели, се кажува дека има недостаток на руда, има недостаток на материјал, кое што веќе биле, значи, заложни права створиле, односно банките. Да. Значи, тука ние утврдивме дека се оштетени одредени банки од Република Македонија. Па после тоа, значи, направивме и неколку средби со одговорните лица на банките и дојдовме до заклучок дека треба да се процесира ваква постапка и треба да се бара одговорност од раководните лица во самата фирма. И како ви избега Мир Ахмедов? Тој според се извинувам да бидам коректен заради презумцијата на невиност, според последната изјава на неговиот адвокат не е избеган, туку заминал на лекување. Видете, значи ние, односно колегите, тоа е факт дека комуницира, бидејќи мора да се добие согласност за да има соработка, првична соработка со одговорните лица во компанијата. Таа соработка, значи безпрекорно се функционираше. Се до моментот кога почна, значи, и банките да соработуваат со финанска полиција
и да пријавуваат штета. Тука веќе почна, нели, да се дистанцираат одговорните лица со финанска полиција, меѓутоа нас тоа не спречува да истражуваме. Значи ние истражуваме и секој е должен, значи сите барани документи да ги приложи и да ги достави во финанска полиција. Но сакате да кажете тоа беше аларм за извршниот директор да земе боледување или? Не знам која било размислувањето негово за дали да продолжи со соработката или не. Ние тоа веќе беше при крај на истражувањето, на истрагата, при крај, значи од првата пријава. Тогаш, значи, се прекина тоа соработка, односно комуникација со колегите. Ние, значи, обезбедивме доволно доказен материјал за да се покрене една кривична постапка. Одиме на кратка пауза за реклами, а потоа во продолжение и уште едно истражување кои се всушност вистинските газди на холандски Кунико, што пак отвара и многу дилеми околу тоа како функционирале и другите служби во Македонија. Например, функционирањето или не функционирањето на Управата за финансиско разузнавање и секако прашањето колку овие искуства можат да ни се повторат како реприза со новите инвеститори во ФЕНИ или било кои други кои роварат низ македонската економија. Добре дојдовте назад. Продолжуваме со вечерашната тема и со деталите. Кои се луѓето кои стојат зад поранешните сопственици на ФЕНИ? Истражуваше Огнен Чачаревич. Казахстански олигарси со пасоши од Европската Унија, со кривични пријави за финансиски криминал и обележани како ризични од економскиот финансиски гигант Доу Джонс. Вака изгледа профилот на собствениците на ФЕНИ, кои успеа да испумпаат огромна сума на пари и да исчезнат, оставајќи ги доверителите со празни раце, а полицијата и обвинителството со тешка задача како да ги донесат и да ги изведат на суд. Станува збор за Александар Мачкиевич, Паток Чодиев и Алијан Ибрагимов. Казахстанското трио, глобално познато во рамки на индустријата и металургијата, но и на судовите и полицијата. Од неодамна, преку Панама Пейперс и на новинарите. Нивното богатство се проценува на над 6 милиарди долари. Бенџамин Стајнмиц, еден од најбогатите бизнисмени во Израел, чие богатство е проценето на 8 милиарди долари, често е нивниот играч од страна. Топ тема на ваша страна истражуваше за кого точно станува збор, преку податоци од Центарот за ризик на Доу Джонс, кој следи сомнителни лица и трансакции за перење на пари или финансирање на тероризам. Сите тројца во листата на Dow Jones Security Risk се означени како сомнителни лица, поради финансиски криминал, даночни затајувања или корупција. Макиевич, Чодиев и Ибрагимов се јавуваат во 20 на фирми, главно во областа од рударството и тешката металургија. Тие беа собственици на ФЕНИ се до крајот на минатата година, кога беа откриени финансиски малверзации тешки над 50 милиони долари, а поставениот директор Јусуф Миракмедов побегна од Македонија. Како оваа тројка стигна во Кавадарци? Казахстанското трио, кое Доу Джонс ги рангира како лица од посебен интерес, е собственик на фирмата Summerside Investment, регистрирана во Луксембург, преку која ја основаат фирмата керка AMR, International Mineral Resources, со седиште во Амстердам. Во формирањето на нивната фирма бренд Кунико Resources учествуваат токму овие две, Summerside со 80% и AMR со 10%, како и фирмата на нивниот партнер од Израел, BSGR Holdings, исто така со седиште во Амстердам, со 10% од капиталот. Кунико пак е собственик на Маја Никел и Гуаксилан од Гватемала, Фени Industries, Феро Никели од Косово и Кунико Маркетинг, лоцирана во Дубај. Според документите кои може да се најдат на Доу Джонс, а кои ги користат големите компании и влади, тројцата олигарси се сомничат за перење пари, даночно затајување, измама, фалсификување на документи и криминално здружување. Тие, покрај казахстанското државјанство, имаат и белгиски, односно израелски пасоши. Истрагата почнува во 2001 година, а белгиската полиција и обвинителство дури во 2007 година ќе покренат обвинение против казахстанското трио. Станува збор за случај од крајот на 90-тите години од минатиот век. Оваа тројка добила 55 милиони евра од белгиската компанија Трактебел за да ја овозможи да стане доминантен собственик на казахстанското производство и извоз на природен газ. Овие пари ги испарале преку купување на луксузни имоти во Белгија и во Европската Унија. Според достапните информации, судскиот процес ќе биде прекинат во 2013 година, кога тројцата обвинети ќе ја прифатат понудата на обвинителството и ќе се спогодат, плаќајќи над 22 милиона евра во казни.
Нивниот израелски бизнис партнер нема да има толку среќа. Тој минатата година е притворен од израелската полиција заради сомневање за перење пари, а за истото дело романските власти го бараа со меѓународна потерница. Во Македонија, работата на Кунико ја истражуваше финансиската полиција, која откри докази за финансиски криминал тежок над 50 милиони американски долари. Против поранешниот директор на Фени Индустри, Јусуф Миракмедов, се поднесени 2 кривични пријави, а тој, кон крајот на октомври минатата година, ја напушти Македонија. Миракмедов се товари дека одобрил продажба на залихите на Фени на меѓународни компании, а трансакциите оделе преку Кунико Маркетинг, фирмата Керка регистрирана во Дубај, дел од корпорацијата Кунико Resources. Освен продажбата, директорот правил отписи на долгови на компании кои купиле фероникел од Фени, но не го платиле. Она што е клучно е прашањето каде завршиле парите од продажбата на фероникелот, зашто ексклузивноста ја имал Кунико Маркетинг од Дубај. Одговор на тоа прашање во моментов нема, бидејќи оваа фирма, иако е дел од групацијата Кунико Resources, е како фатаморгана компанија со честа промена на нејзината адреса. Втора дилема е како всушност казахстанските олигарси преку Summerside Investment станале доминантни собственици на холандската Кунико Resource, а потоа преку неа и на Фени. И третото прашање е како македонските власти низ годините наназад го пренабрегнале фактот дека банкарската гаранција со која Кунико го превзема Фени е всушност издадена од банка која исто така е во собственост на казахстанската тројка, а тие пари воопшто никогаш не влегле во Фени, иако договор за тоа постои. Тоа беше истражувањето на Огнен Чанчаревич и сега, господине прв финансиски полицаец, би почнал од вас и од последните 3 прашања. Ова е за гледачите тој документ кој што може секој инвеститор заинтересиран да се го купи од овие истражувачки центри. Сите овие господа споменати тука се обележани со црвено. Многу скапо е да се купи ова, да го има некоја државна институција, да ги провери, да види кои се, што се, од каде се и кому му во чии раце. Повеќе од една декада е најголемиот индустријски капацитет во државата. Види, значи тоа е еден органограм кој што го имате сега, што го покажувате, значи функционирањето на Кунико Resources, значи кои се собствениците, како е стигнато Кунико Resources од Холандија да биде собственик на Фени Индустри и ред други работи. Значи другата. Моето прашање, тоа е првото прашање, зошто сето ова некој не го имал предвид за да ги стави овие луѓе на под условно кажано присмотр? Јас верувам дека кога одредена, например, финансиска институција, вклучувајќи и банките, имат пристап на вакви интернет сајтови кои што нели се плаќат за да добиеш такви податоци, мислам дека тие кога ги се согласиле да го кредитират Кунико, односно во Фени Индустри, верувам дека би имале пристап на вакви податоци и ги разгледале, значи со кои се имат работа. Меѓутоа, Ама банка како банка на крајот си има, не знам, тамо под хипотека 500 тони никел, гајлија ќе го продаде. Суштината е дека и таа хипотека беше продадена. Откако ние истражувавме, значи и нивните проценители кога отидоа во Фени, кога биле во Фени за да се направи таа проценка, нели согласно договорот за заложно право, таа руда или па тој продукт фероникел не постои. Зошто? Затоа што овие без да ги прашаат, значи кредиторите, доверителите, оние извршиле продажба. И затоа има извештај што да не постапаше финансиска полиција. Значи да не постапаше финансиска, можеби штетата ќе беше поголема. И банките ги зашто се ќутат. Значи банките дали ќутиле, тоа не можам да го потврдам. Меѓутоа, јас пак тврдам, финансиска полиција беше таа институција која изреагираше откога добија, значи, податоци од медиумите да се стопира моето прашање ова прелевање на капитал. Моето прашање е каде биле претходно и дали е пред кој е вашиот став и кои се вашите сознанија околу информацијата дека
уште со доаѓањето на Кунико во Македонија, тоа е 2005 година. Банкарската гаранција, која што никогаш не влегла како пари во Македонија, е всушност од истата банка која што е во собственост на овие тројца луѓе. Тие сами себе си гарантирале. Значи, вака, ние, кога истакнавме дека веќе се поднесени 2 кривични пријави, јас не кажувам дека е завршена истрагата. Значи, тоа ќе се доврзувам и со прашањето, дали, нели, тие другите доверители, кои се? Дали има одлевање на парични средства према тие фирми? Тоа е втора фаза. Тоа е финансиска истрага. Посебна финансиска истрага која што е во тек и сепак е во предизрачна постапка и не смееме многу детали да кажуваме околу тој дел. Меѓутоа, дека не стопираме, дека продолжуваме. Исто така, во соработка со финансиска полиција на Холандија, ние идеме до таа мера да истражуваме кои се лицата, односно кој е Кунико ресурси. Збориме на правен пат. Не по добивање податоци од интернет и другите, тие што се викат јавни ресурси. Имате тука некои сознанија веќе или тоа е пред се? Не, значи се работи во фаза на предистражна постапка, таа е во тајност, ние истражуваме, сме во тесна соработка со финанска полиција на Холандија и верувам дека со таа заедничка соработка, која што е многу битна да ја имаме сега во моментов, за да утврдиме дали постои таков договор, нели, во Холандија, во Амстердам, дали од нив има таква банкарска гаранција која што вие кажувате и тие би ни се користеле во нашата тука истрага. На вистина, доколку би ги добиле, значи, пак викам, на легален пат. Тасева, Гацов, како овие лица означени со црвено во овие документи, има многу вакви светски агенции кои што од каде што може да се набават слични анализи за одредени лица. Како овие поминале низ ситото на државните власти, ако воопшто има сито? Значи, токму тоа е поентата, да се бараат овие информации по легален пат, по правниот пат, по пат на меѓународна правна помош и соработка и така натаму. Првата брана, кога станува збор за странски инвеститори, е Народната банка. Значи, таа е прва која што треба да провери кој треба да влезе како инвеститор во државата. Понатаму, Управата за финансиско разузнавање, тогаш во тоа време се викала Управа за спречување на перење на пари, исто така има и не само надлежност, тука има и информации за сите овие обележани со црвено. Преку нивните канали за меѓународна соработка во кои што членуваат полноправно. Исклучително добра и таму е соработката и со холандските и со белгиските служби за спречување на перење на пари, кои се едни од водечките, би рекла, во таа област. Значи, институциите ги имаме, каналите за добивање на ваков тип на информации ги имаме. Сигурно дека информациите не биле достапни, не да ги купиме на интернет, ова се за мене, за вас, верувам, неофицијални информации, кои што не можеме да ги користиме во правната постапка. За нас официјална информација е онај кој што ќе добиеме по пат на меѓународна правна помош. Моето прашање е, ако до овие податоци може да се дојде низ едно истражување, тогаш која е улогата или затајувањето на државните институции? Значи, повторно доаѓам до мојата теза дека државните институции беа заробени. Едноставно не гледаат тоа што се случува пред нивни очи. И денеска не гледаат тоа што се случува пред нивни очи. Значи, тие требало да реагираат, меѓутоа не реагирале затоа што имало одредена инструкција, барање, наредба, директива да не постапуваат по својата надлежност. Не постапиле Народна банка, Управа за спречување перење пари, финансиска полиција може и не разбрала, немала информација за постапување, не постапиле никој од надлежните ниту по допрен глас, ниту за такви, поготово видни, односно луѓе кои што во светот се познати и обележани со црвено, ние не можеме да немаме информација. Само треба да сакаме таа информација правилно да ја толкуваме и да одлучиме што ќе правиме во ситуацијава. Но, дали станува збор за корупција или станува збор за друг тип на интереси, сепак треба понатаму повторно да се истражува. Од и тие прашања не треба да останат
неистражени. Зошто се дозволило ова? Кој е тој што дозволил? И тука треба да имаме одговорност. Господине Гацов, во комплицираниот свет на вашиот комплициран даночен свет, каде се сите овие податоци во таа шема во која што очигледно, ако почнавме од УЈП, сега со овие податоци се надоврзуваме на Централен регистар, на Управа за финансиско разузнавање, на финансовата полиција во тоа време или со години наназад на Народната банка. Ова да го поставиме од личен аспект. Ако во вашето семејство дојде човек кој што е криминалец или од затвор се вратил, предпоставам дека на известно време ќе го надгледувате. Во најмала рака. Затоа државата, овде јас би оценил како со мек збор некадарна, второ незаинтересирана, да не го расипе конформниот дел од професионалниот ангажман. Инаку, многу прописи даваат можност, да не речам на месечно ниво, некој да побарувал од фени индустрии, список на побарувања, да проверил за лихите како течат, врските како се плаќаат. Значи, тоа можела да го прави и даночната управа, можела Народната банка од аспект на плаќањата да воочи дека има постојано издавање на излезни странски девизни фактури, а никаков влез нема на наплата. Тоа треба да биде сигнал, па дури и на деловните банки кога добивале извештаи што ги барале во контекст на кредитните давања. Значи, овде е конформизам во прашање, несериозен пристап, а инаку уште денес, јас овие сознанија не ги знам дека и актуелните вложувачи во историјата во минатото биле исто така со некои, ајде да не речам црвени, веројатно со розови точки. Значи, јас и сега прашање колку се гаранциите за сега го оставам за крај. Не, да само да дополнам нешто. Сега ова ми е сигнал и апелирам управата, финансиската полиција месечно да ги проверуваат работата. Да проверуваат дали залихата на берзанскиот метал е во кругот на фабрика, дали е продадено или не. Не оставајте така. Значи, ова е време на интелигентни крадци. Еве, во меѓувреме уште една шема која што околу тоа како функционира Конико, малку е ова подетална, поразработена, и она што е индикативно во неа дека холандската Конико ресурс, например, има основано своја фирма во Албанија, која што се вика Albanian Resource, Албанија, а Фени Индустри Македонија, например, пак има регистрирано своја фирма во Корча, Фени Корча, Албанија. А вие имате од друга страна увоз на руда од Албанија преку фирма од Кавадарци. Ролис, известна, за која велат дека стои зад неа. Ова е магистерски труд за некој што треба да магистрира на трансферни цени. Или што кажува фактот кога во целата таа шема, вие велите, споменувате политички влијанија за почитување, непочитување закон, прогледување низ прсти или натаму, што ви кажува фактот кога во целата шема на доверители, еве, ситни пари се, што велат, ако се земат предвид големите побарувања, со 670.000 евра како доверител се јавува фирмата на поранешниот шеф на тајната служба, Bestway Investment, по основ на добавувач на нафта. Уште еден сигнал дека треба дополнително да се проверува и да се утврдува оваа поврзаност. Меѓутоа зборувам, пак се враќам на мојата тема даноците. Просторот за трансферни цени и за финанската полиција дава одлични можности за кривични пријави. Ве повикувам и тоа да го проверувате. Тоа зголеми за 10 пати. Вие сте сепак шеф единствено на финансовата полиција, меѓутоа, што е со прашањето сега понатаму со истрагите кои што очигледно треба да се водат во дузина институции кои што ги спомена. Например, од прашањето тоа дали одреден регионален началник или инспектор кој што му било задача ова да го има под лупа, секој ден го направил и не го направил тоа. Во управата за јавни приходи, кај вас, во управата за финансово разузнавање, во централниот регистар. Дали ќе остане на ова што вие го преземавте како мерка или можеме да очекуваме дека ќе се прошири и низ
останатите институции. Доколку имате сознание, не сте Апсолутно, веројатно прашањево е за на друга адреса. Не, ворете, значи јас сакам маце да се надоврзувам со претhodното. Управа за финансиско разузнавање. Значи сепак дали или зошто не е алармирано. Тие значи функционираат со тезата следењето на парите. У суштина, тука немаме прилив или одлив на парични средства. Значи имаме само продажба и евиденција колку треба да се наплатат пари. А дека треба да стигнат пари, тоа никој не го алармира. Да, но имате продажба, имате финансиски извештаи во кои што Фени од 2000 Тоа е во 2016. Фени од 2012 почнува без никаков трансфер. Од 2013 2014 почнува да покажува загуба со паричните средства од Не, кредиторите. ама првичните пари како дошле? Имало трансфер, нели? Преку Првичните Народна пари банка. сега имаат оние добиен кредити од страна на нашите банки и тие се покривале со рамковни договори. Нели? Договор, па после анекс и стига до износ негде, мислам дека ако не грешам над 33 милиони евра една банка и уште толку од друга банка и така оние функционираат. Значи немале никакво директно вложување, само со кредит. Вложувањето е значи само оснивачкиот влог. Односно доаѓа со одлука од судски орган во Холандија, кај што вика дека ние сме веќе собственици, мнозински собственик на Фени. И почнат тие разрешувања, именување на нови раководни лица во Фени и така продолжува да функционира. Тоа е после спорот со едната со израелскиот партнер на казахстанската тројка, како што белгиските медиуми ја нарекуваат. Сега, во врска со ова, дали ние застануваме? Не застануваме тука. Значи, ние продолжуваме да утврдуваме исто така следењето на парите, зашто што тоа е многу битно. Дали парите кога завршиле и кај завршиле. Многу е битно тоа да видиме на која фирма дали реално е извршена таа услуга. Збориме за нашите компании тука, кои што имале делова на соработка со Фени. Дали на вистина е завршена услугата, која е цената што треба да се заврши услугата. Правиме исто така споредба, го спомнувате Ролис. Значи правиме споредба, дали претhodно е набавено откако нели е склучен договор со Ролис, дали претhodно е набавена исто така албанска руда и преку која, дали директно оние се извршиле или па некоја друга компанија постоела пред Ролис. Значи, доколку се утврдува дека оние порано... Ја споменав Ролис меѓу другото и затоа што заедно со една од банките е практично втората компанија која што ја иницира и стечајната постапка. Да, меѓутоа, значи кажувам значи да направиме една споредба. Дали Фени имал можност директно да се набави таа руда? Зашто веќе и самите спомнувате дека има основано фирми во Албанија. И по која цена? Да. Сега, ако може директно за трансферните цени зборува. Да, значи цената. Ако се направи една анализа, тоа сигурно Ролис без одреден профит не го направи. Меѓутоа, дали штетата би се случила, односно немало штета, дали со директна спогодба, односно директно договарање со таа албанска компанија која што нели произведува таа руда, би можела, значи пониско да биде цената, тоа останувам на нив. И сега доаѓаме последното прашање до вас, џеј су пари? Кај се парите? Односно, дали ќе им се влезе во трагот на парите оние 51 милион кои што отишле во Конико маркетинг, бидејќи што се однесува до другиве средства, со текот на овој план за реконструкција, дел од доверителите веќе си ги добиваат пари. Така, значи ние вршиме, значи упорно инсистираме да бараме, односно да добиеме, да стигнеме до тие податоци кој е таа Кунико маркетинг Дубај. Иако знаеме дека собственик е Кунико Ресурсес од Холандија, меѓутоа сметките и каде завршиле тие пари, значи вршиме напор да стигнеме до тие податоци. Затоа што единствена компанија која има ексклузивно право да продава фероникел било таа компанија. Дали тие пари завршиле во Кунико Ресурсис или не, тоа самата истрага доколку стигнеме до тие податоци ќе докаже дека завршиле
или во Амстердам, или на некоја трета земја. Меѓутоа ќе оставиме на времето да покажем. Да. Последните прашања за вас, госпоѓо Тасева, ќе почнам од вас. По сите овие недостатоци во функционирањето на државните институции кои што ги констатиравме, како да бидеме сигурни дека нема да имаме реприза? Сега имаме инвеститор кој што се вика XXY, сега да не ги споменуваме. Не сме сигурни дека нема да има реприза и затоа си правиме и сега анализа на тоа што се случува денеска. Дали навистина тие што велите и вие дека се доверителите се подмирени, дали банките навистина се подмирени, еве го документот кај што вика дека уште сте членови на одборот. Како може да бидат членови на одборот ако се подмирени? Нели треба да има некој друг? Сега тој што го платил долгот спрема банките, така да на ништо не веруваме. Внимаваме да не. Тоа е откако ќе се исплатат сите обврски. Не е така, значи според планот за не реконструкција, туку реструктурирање. Одборот на доверители одлучува за планот на реструктурирање. А одборот на доверители веќе не се банките ако тие се наплатени. Туку е некој друг. Откупно поверување. Тука веќе имаме проблем, затоа што денеска во Централен регистар стои дека Комерцијална банка, Стопанска банка, МЕПСО се одбор на доверители од денеска. И затоа велам, не сме ова да се повтори да има реприза и мораме многу добро да внимаваме што се случува денеска во стечајната постапка на ФЕНИ, затоа што и тука работите не се до крај чисти. Како прво, целата стечајна постапка е апсолутно нетранспарентна. И тоа е првата индиција дека тука нешто не е добро. Добро. Поредено со ова, последните податоци од стечајниот управник се тие, значи побарувањата биле 161 милион, признаени се 67,5 милиони, во оваа сума влегува и овие одбиените од отписот. Последните информации се дека од 251 фирма, 235 договорите се подготвени, подпишани и исплатени доверители 188, од кои банките исплатени 100% во готово. И сега она што останува, ако планот за реструктурирање не успе, тогаш треба да се оди кон ликвидација, фирмата се продава и на сцена стапува новиот понудувач Минстрој. Но, господине Гацов, како да бидеме сигурни да вакви крупни институционални пропусти, намерни или случајни, да не се повторуваат. Не само кога станува збор за ФЕНИ, бидејќи имаме нели и други инвеститори. Генерално и преска констатира дека некои од органите што треба да се занимаваат со следење, не она полициско во тој контекст, него со проверка и утврдување на некакви аргументи дека инвестицијата е во ред, не функционираат правилно. Овде може да се размислува и за некаков орган, да кажеме, не знам дали се сеќавате на ситуацијата кога требаше да биде превземен МАК Петрол, па Комисијата за хартија од вредност стави една брана со една правна процедура чекор назад и де факто го одбрани превземањето на МАК Петрол. Може би треба да се размислува на ниво на држава да постои институција која што ќе ги проверува ваквите во наводници сомнителни инвеститори и ќе бара дополнителни информации. Овде постојат и експост механизми, ама тие се прескапи. На што мислите? Еве, значи јас во овој случај би направил само една измена во Закон за даночна постапка или во Закон за данок на добивка, ако не се легитимираат до последно физичко лице да платат данок 80%. Не мораат, нека се кријат зад сите, нека не носат кои се до последниот граѓанин во Панама Papers или во некои други пейперси, државата нека земе 80% данок. Бидејќи сосема кратко, бидејќи на еден или на друг начин сите препознавте излекување на пари, колку слабостите се резултат на не до крај применет или слаб закон за трансфер на пари меѓу собственички поврзани компании, бидејќи имаме таква ситуација во други области. Па генерално трансферот на пари не е забранет, значи тој е слободен, освен за капитални трансакции, каде што се известува, да кажам, и во
некаков контекст се следи каква информација. Овде е поентата дали се работи за перење на пари од аспект на криминал и од аспект на даноци, или чиста и легална оваа работа. Ова може би требало да биде сосема легално направена под услов за трајно изгубеното национално богатство. За мене рудата е тоа, ние да назад да добиеме една обична нула. Тоа е трагедијата на оваа држава. Ви благодарам на сите тројца што бевте вечерва мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна. Останете и натаму со Телмо.